Господине Алексово, пресред сме на 10-тите парламентарни избори, 5-ти предвремени парламентарни избори во земјата. Ова се едни од најспецифичните избори, имајќи предвид состојбата со COVID-19. Како Граѓанската асоциација МОС ќе ги набљудува изборите на 15 јули? Добар ден. Најпрво ќе мора да направиме една мала дистинкција помеѓу тоа, нели, како почнавме со процесот и во каква фаза се наоѓаме сега. Очигледно е дека се сменети работите. Имаме една среќа, а тоа е дека уште на самиот старт предвидовме дека ќе одиме со помал број на набљудувачи, најмногу поради проценките кои што ги направивме, земајќи ги во предвид последните 3 гласања на кутија кои што се организираа во нашата држава. Тоа што е многу важно да се напомене е дека набљудувањето ќе се случува стрикно согласно протоколите кои што ќе бидат пропишани од страна на надлежните институции. При тоа мислам на предсен или на здравствените власти кои што со нивниот инпут ќе и асистираат на Државната изборна комисија да ги развие тие протоколи и да ги претвори во упатства. Со други зборови, нашите набљудувачи кои што на овие избори ќе бидат некаде околу 1000 вкупно, меѓутоа со 700 ќе ги покриеме гласачките места како статични, а останатите ќе бидат дел од нашата регионална мрежа како регионални координатори и мобилни тимови на самиот изборен ден, а регионалните координатори ќе ги следат настаните во текот на кампањата во сите општини во државата. Тоа што е важно е дека се што ќе правиме и целокупната наша активност на терен во вакви предизвикувачки времиња ќе се одвива согласно тие упатства и протоколите кои што се пропишани од страна на авторитетите задолжени за процесот. Во поглед на протоколите и здравствената заштита, значи, тоа што можеме да видиме е дека веќе се надзираат контурите на истата, како што кажав, 2 метри дистанца, како едно од правилата, носење на маска, одржување хигиена на раце и се разбира доколку дојде редот според тоа кое што можевме да го приметиме и од самите разговори и дебатите кои што се водеа во рамките на Државната изборна комисија, редовно проветрување на просториите, а прострои некоја информација дека би се користели поголеми простории и така натаму. Значи, да видиме што ќе се пропише и какви правила ќе бидат конкретно направени. Нашите набљудувачи, како и на сите избори до сега, ќе имаат обука, која што овој пат ќе се одвива онлайн, меѓутоа ќе оди со стрикно присуство, со како што тоа го правиме и го правевме и во минатото, значи ќе мора да бидат присутни на таа обука, онлайн обука и ќе мора да учествуваат интерактивно во истата. Мораме да кажеме дека со оглед на моменталната ситуација, на овие избори ќе ги регрутираме оние поискусни наши набљудувачи кои што се низ годините наназад со нас. Точно токму тоа сакам да се надобрзам, само како ќе ги ангажирате овие набљудувачи? Дали се веќе тие јавени на одредени ваши огласи кои што ги објавувате пред избори или дополнително сега веќе ќе го направите тоа? Значи, и како, се извинувам што морам да прашам, но како ќе се гарантира дека нивната здравствена заштита на крајот на криштата тие ќе треба да додат на терен, нели? Па вака сега, здравствената заштита можеме да си ја гарантираме само ние самите, доколку ги почитуваме правилата кои што важат и во нормалниот живот. Правилата кои што ги почитуваме кога одиме во продавница, правилата што ги почитуваме кога одиме да добиеме било каков сервис и од институциите и од сите други работи. Веќе посебно последниот месец, последниот 4 недели од кога почнаа да растат бројките, а и пред тоа се разбира, во голема мера, значи, сите говорат за тоа дека правилата мора да се почитуваат и дека тоа е единствениот начин да се сопре ширењето на вирусот. Како ги ангажирате луѓето?
Вака сега, значи во нормални услови граѓанската асоциација Мост своите наблюдувачи ги регрутира на јавен повик. Ние тоа го направивме пред да започне кампањата. Мислам пред да започне целиот процес, меѓутоа го стопиравме тој процес многу рано, во раната фаза од неговото појавување. И тоа што го правиме е дека во изминативе 18 години граѓанската асоциација Мост имал регрутирано, обучено и распоредено на избирачките места, благодарение на големиот број на избори во последниве 18 години, повеќе од 40.000 наблюдувачи. Значи, имаме еден базен од 40.000 наблюдувачи кои што наблюдувале за нас, некои од нив можеби повеќе од еднаш. Меѓутоа, да сумирам, овој базен од наблюдувачи ќе биде основното од каде што ќе ги бараме, односно од каде што ќе ги регрутираме, повторно ќе ги обучиме и ќе ги распоредиме. Тоа значи дека сме скоро уверени дека нема да имаме проблем со нивна регрутација. Ги спомнавте протоколите кои што треба да бидат изработени, ако не се веќе изработени, доставени до Државната изборна комисија, нели, во моментов кога го правиме интервјуто. Како ќе ги добиете тие протоколи? Ќе се обратите до Државната изборна комисија, до Комисијата за заразни болести? Сепак тоа би требало да бидат јавни документи. Па се разбира дека тоа ќе биде јавен документ и тоа ќе биде упатство кое што најпрво Државната изборна комисија ќе го донесе на официјална седница. Штом го носи на официјална седница, тоа упатство ќе мора да биде закачено на интернет страницата на Државната изборна комисија, оттаму го праќа до општинските изборни комисии, а општинските изборни комисии го проследуваат до секој избирачки одбор. Сега, значи околу заштитата е многу важно да се напоменат неколку важни параметри, а тоа е сите говориме за нели дали е безбедно да одиме и да гласаме. И тоа е окей, меѓутоа не можеме да го гледаме само низ призма на гласачите. Исто така е исклучително важно да се обезбедат услови за и оние кои што ќе го спроведуваат процесот и тие да се чувствуваат сигурни и безбедни и да знаат дека не може да им стане ништо. Сепак во целиот изборен процес не учествуваат само овие две групи. Значи, нас за неколку дена ни почнува изборната кампања. Што значи тоа? Тоа значи дека во незе ќе бидат вклучени политичари, ќе бидат вклучени граѓани, ама ќе бидат вклучени и наблюдувачи, ќе бидат вклучени и медиуми. Значи, и вие медиумите во целиот овој систем сте дел од изборите. Од тој аспект, значи, има неколку клучни работи кои што секој учесник мора да ги има предвид. Политичарите, како оние кои што ги, да речам, ги поставуваат вредностите и стандардите во општеството, треба агресивно да ги промовираат мерките и политичките партии и организаторите на настаните да ги стрикно да ги следат препораките и процедурите кои што се наложени. Тоа се оние за настани процедури, протоколи и така натака и така натака. Значи, секој од чинителите има своја одговорност. Доколку дојде да не се почитуваат таквите протоколи, ќе настане хаос и тоа што е исто така многу важно во целата ова во целиот овој процес е да не дозволиме политичарите да нема кој да ги гласа, а ние како граѓани на изборниот ден да не излагаме да гласаме. Ме разбирате? Значи, еден од тие моменти е, како примарна одговорност, е кај политичарите да ги почитуваат стандардите и протоколите за заштита кои што се пропишани од страна на надлежните институции. Тоа е 2 метра дистанца, тоа е носење на маски, не смее да се прават големи настани и така натака и така натака. Сите овие работи, значи и самата кампања мора да биде во фокус од здравствен аспект. Не, изборите не се само ден на гласање. Точно.
Ја споменавте кампањата, започнува на 24-ти. Каква кампања очекувате? Очекувате фер и слободни избори? Каква кампања? Какви се вашите првични, еве да речам, некои видувања? Кампањата сигурно нема да може да биде динамична какви што сме сведочеле во минатото. Тоа е една работа која што од денешен аспект е повеќе од јасна. Што можеме да очекуваме од кампањата во оваа фаза не можеме да кажеме, освен дека сигурно нема да има големи митинзи, сигурно нема да има големи или огромни настани на кои што бевме навикнати во минатото. Веројатно малку повеќе ќе оди преку традиционалните медиуми и онлайн медиумите. Меѓутоа, тоа што е важно е дека во ова време на технологија е многу полесно, ако споредиме да речеме за разлика од пред 20 или пред 15, па дури и пред 10 години, е многу полесно да се искомуницираат граѓаните, користејќи ги токму тие нови технологии и да им се прикаже понудата, отколку што, како што реков, тоа било порано. Во ова време на вакви технологии е многу поедноставно да се покаже понудата на граѓаните, па тие, согласно своето убедување, да решат за кого ќе го дадат својот. И последното прашање, какви се вашите препораки општо до сите учесници во процесов и до организаторите на изборите во смисла на, не знам, простори за гласање, организација дури на некаков тип на настани, дали биле тие онлайн? Претпоставувам дека вие, подготвувајќи се да наблюдувате оваа кампања, прочитавте и видовте многу материјали од земји кои што веќе го поминале тој процес, а се погодени исто така од COVID-19 и дополнително кога би можеле првичните извештаи од наблюдувањето да ги очекуваме. Значи првиот дел од прашањето практично ми е: имате ли некои препораки до властите кои што можат да ги вградат во кампањата и во изборите, а се во нека позитивна смисла и се однесуваат на заштита на граѓаните од она што сте го виделе и прочитале како искуство? Па едноставно е. Мерките и процедурите кои што ќе бидат воспоставени мора да бидат согласно протоколите. Најважно од се е да се почитуваат мерките за заштита од страна на сите учесници и да се почитуваат правилата и процедурите, односно упатствата кои што Државната изборна комисија ќе ги воспостави. Значи тоа се од тука трга се. Доколку се почитуваат од страна на сите учесници, повторно ќе кажам, од страна на сите учесници, ако се почитуваат мерките, буквално, значи не би требало да има голем проблем. И не очекуваме да има проблем. Ако не се почитуваат и ако тоа се прави селективно, на некои места се почитува, на некои места не се почитува, па некои го почитуваат, некои не го почитуваат, тогаш може да дојде до несакани последици. По прашање на извештаите, како што е редот во текот на изборниот ден, ние ќе имаме неколку пресконференции кои што ќе ги организираме. Се уште размислуваме дали тие ќе бидат во некоја поголема просторија, дали ќе бидат на отворено. Можно е да се случат и на отворено, па да бидат со присуство на медиуми. Неколку пресконференции во текот на денот, каде што ќе го соопштуваме евентуалните нерегуларности кои што сме ги забележале, со дополнителна информација за одзивот на ниво на секоја од изборните единици во Република Северна Македонија, и вечерта очекуваме после прибирањето на резултатите од избирачките места и да дадеме проекција согласно програмата за паралелно табелирање на гласување. Можам да забележам дека тоа ќе биде прилично долг ден, имајќи предвид дека за 2 часа се зголемува периодот на гласање. Тоа значи дека за 2 часа ќе имаме дополнително период за наблюдување, период за пребројување гласови. Ќе биде долга ноќта. Принципот е едноставен. За нас кои што сме на ваков начин вклучени во изборниот процес, секој изборен ден е многу долг. Така да овие 2 часа кои што ги напоменавте не се нешто повеќе или помалку важни, меѓутоа се многу важни од аспект на тоа дека
овозможуваат граѓаните да имаат повеќе време и секој оној кој што сака да го даде својот глас, да искочи на изборите, да може тоа да го стори согласно процедурите и мерките за заштита. И значи една да кажам последна поента, а тоа е дека ова нема да бидат првите и единствени избори кои што ќе се организираат на ваков начин и во вакво време, така да што побрзо го сватиме тоа, така и полесно ќе ни биде да појдеме и да гласаме на денот на избори. Господин Алексов, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и на вас.